Директорката на организацијата Лидија Срце што чука е овде со мене во студиото да ни им објасни што всушност значи абортусот, што значи да се даде право на живот на неродено дете и што значи родителите да имаат од кого да побарат помош. Многу зборувавме за тоа дека има начин како да се дари живот. Ајде да зборуваме што значи абортусот и какви компликации се може да предизвика абортусот. Иако луѓето мислат дека тоа е веќе јасно, дека може да настанат компликации, дека може да остане жената за секогаш стерилна. Мислам дека тоа не е конкретно објаснето што понатаму се случува со жената и колку после неколку години жената може да навлезе во да ја следи депресија или пак по неколку години да се кае за тоа што го сторила можеби во некој изминат период. Не мора да значи дека ќе поминат долги години пред жената да се покае за самата одлука. Сме имале ние случаи кога веднаш после самата интервенција мајката се кае за одлуката што ја донела. И иако можеби веќе е доцна да се врати тоа изгубено бебе, сепак ние им кажуваме дека повторно може да дојдат кај нас затоа што како центар нудиме и постабортивно советување, каде што преку разговор се обидуваме да им помогнеме да ја надминат таа загуба на нероденото бебе, да ја надминат болката и на некој начин да најдат исцелување од самата болка, затоа што можеби физички последици нема да има, можеби нема да бидат видливи, но оние емотивните и душевните последици се многу пострашни од физичките, затоа што ако е физичка рана, можеби таа ќе зацели и нема да се познава лузна. Но она емотивната лузна што ќе остане во срцето на мајката, останува дури таа е жива. И можеби ќе помине период кога таа нема воопшто ни да се сеќава што направила. Но кога ќе навлезе во климактериум или пак кога ќе остари и ќе остане сосема сама, таа ќе се сети на одлуките што ги донела во минатото и навистина жали за тоа. Постои депресијата многу пати жените воопшто и не ја поврзуваат со абортусите што ги имаат направено во минатото, но абортусот е еден од најголемите причинители за депресија кај жените. Затоа што не е само едноставна процедура како да речеме вадење зап, затоа што се вади нешто што е здраво. При сите хируршки интервенции се вади нешто што е гнило, нешто што е труло од телото. Но во случајот на абортусот, при таа хируршка интервенција, се вади нешто што е здраво. Затоа што тоа бебе е сосема здраво и еден ден може да се роди здраво и во тој момент кога мајката одлучува за абортус, сето она што лекарите го кажале дека можеби станува збор за ткиво, купче клетки, воопшто не изгледа така. Јас овде ги имам и моделите што ние ги користиме за време на советувањето, кога самата жена ќе види како нејзиното бебе изгледа во таа фаза од бременоста, таа сваќа дека сето она што и било кажано или сето она што го прочитала на интернет воопшто не било точно. После самата процедура на абортусот, таа можеби ќе чувствува физичка болка, но емотивната болка ја следи, пак ќе кажам, до крајот на нејзиниот живот. Затоа што може да дојде до стерилитет. Или пак доста често кај нас се случува самите лекари воопшто и да не обрнуваат внимание на тестови кои што претходно треба да се направат пред самиот абортус. Доку станува збор да речеме за млада девојка која што не дури да е во брак, сепак има неколку партнери, сексуално активна е, воопшто нема правено тест за сексуално преносливи инфекции, а можеби е носител на некоја од тие инфекции, при самиот абортус може да настане при вадење на бебето од утробата, може да дојде до внесување на бактерии во самата утроба, кои што подоцна ќе резултираат со инфекции и она најстрашното дури и со стерилитет. Се случува перфорација на матката, да речеме, кога при самата киретажа, со киретата ќе се изгребе зидот на матката, ќе дојде до повреда и доста често се случува да дојде до искрварување. Па да мора да се отстрани комплет целата матка, за да може да се зачува животот на жената. Па не знам дали навистина вреди абортусот до толку за да може да го загрози нејзиното здравје. Или пак да речеме ако доста често се случува кај млади девојки кои што првата бременост ја заврши во абортус, многу поголема е стапката на стерилитет или пак на спонтани абортуси во секоја следна бременост.
Тие можеби не го поврзуваат со претходниот абортус што го имаат направено, но можеби токму тоа е причината за спонтаниот абортус. Многу често се случува мајките кои што ќе абортираат веднаш да се обидат да го надоместат загубеното бебе. Па за месец-два тие повторно се бремени. Се случува повторно да дојдат на советување, се случува повторно да абортираат и повторно да се обидат да го надоместат и второто загубено бебе. Мора, значи, да се разговара со тие мајки затоа што не можат вечно да се обидуваат да го надокнадат она што понекогаш и намерно го губат. Но оние емотивната болка која е во нив може навистина да ги уништи. Се случува после абортусот доколку на пример воопшто не е комунициран партнерот, таткото на бебето, доколку тој не знае дека неговата партнерка, неговата жена била бремена. Одлуката таа ја донела на сопствена рака, воопшто не се консултирала со него и за неговото мислење. Може да дојде до прекин на врската, понекогаш дури и на развод, затоа што било само еднострана одлука, не била заедничка меѓу двајцата сопружници. Може да дојде до неповрзување со децата. Ако се работи, да речеме, за прва бременост, со следните бременности, мајката да не може толку добро да се поврзе со своите деца. Така. Затоа што секој ќе се подсетува на бебе. Има случаеви каде што, да речеме, ако второ или трето бебе е абортирано, сега по следен пат повторно мајката е бремена, и со секој месец, со секој одминат ден од незината бременост, таа се подсетува како и претходното бебе се развивало во нејзе, ама таа за тоа бебе одлучила да го прекине животот и сега на некој начин чувствува и жалење, па или премногу ќе се посвети на ова бебе или пак воопшто нема да се посвети. Постои оној синдром на годишнина, кога бебето требало да се роди или на денот кога таа абортирала. И секоја следна година, токму на тој ден, вие воопшто и не можете да разговарате со таа жена. Воопшто не можете да допрете до нејз. Таа е физички присутна, но емотивно е многу далеко. Затоа што се подсетува на денот што направила, се подсетува на абортусот што го направила, на денот кога го изгубила своето дете. Така. Но има и такви кои што мислат дека може да го надмина тој, дека тоа е едноставен зафат хируршки, така? Да, мислам и тоа пак е нивна одлука. Ние овде не можеме да влијаеме врз нив. Затоа што ние го почитуваме правото на мајката таа да одлучи, но секогаш сме овде да нагласиме дека абортусот не е единственото решение, таа може да избере и поинаку и да ги кажеме сите ризици и сите последици од самиот абортус, затоа што многу пати тие и не знаат. И секогаш постои тоа мене нема да ми се случи. Тоа мене не може да ми се случи, јас не сум таква, не, јас воопшто нема да чувствувам такви работи, не, јас воопшто нема да западнам во депресија, не, јас нема да дозволам да западнам во депресија и понекогаш можете видите жени кои што однадвор изгледаат совршено, но внатре во нив, позади таа маска што тие ја ставаат веднаш после самиот абортус, се крие една ранлива жена, повредена жена, на која што е страв сега да признае дека токму нејзе и се случило тоа, дека токму нејзе ја совладала депресија, дека токму во нејзе се борат силите дали да го обвини својот сопруг затоа што не ја поддржал во абортусот или пак да го обвини затоа што не ја поттикнал да го задржи своето бебе. И колку партнерот знае да се вклучи токму во ова советување, колку знае тој да научи, колку знае после советувањето да поддржи неговата партнерка или сопруга да дадат живот, да дадат шанса на самото бебе. Доста често се случува жените сами да дојдат на советување, иако ние, например, ги поттикнуваме да разговараат со својот сопруг, со таткото на бебето, да му ја кажат ситуацијата во која што се наоѓаат, да ги кажат своите размислувања и да му наговесат кон која одлука тежнеа да ја донесат. Но имаме ситуации каде што и таткото и мајката доаѓаат на советување, ние нормално разговараме и со двајцата. И конкретно имавме случај пред 2-3 години каде што прво влезе мајката на советување и во меѓувреме таткото беше да плати за самата интервенција. И ние разговаравме со нејзе, ја прашавме зошто сака да абортира. Таа ни кажа дека се работи за 5-то дете во семејството и дека
Ете, самата средина веќе ја осудува што има 4, а камоли што ќе има и 5 дете. Таа, верувајте ми, беше на некој начин дури и изгубена, не знаеше со што всушност се соочува, затоа што на нашите прашања секојаш даваше кратки одговори. Да, не, можеби. Ретко можевте да излечите повеќе од 2 збора на едно прашање. Кога дојде таткото, кој што веќе имаше платено за самата интервенција, ние седнавме и повторно почнавме од почеток, затоа што тој воопшто не знаеше што се случува со неговата сопруга, не знаеше што се може да се случи после самиот абортус. Тој едноставно немаше никој кој што со него разговарал на таков начин на кој што нашиот советник разговараше со него. Сите разговарале со него од повисоко, само затоа што се работи за човек од рурална средина, сите го гледале како некој кој што не е образован, како некој што е под нив, не интелектуалец, што воопшто не треба така да биде. Секој еден што седи спротив вас, вие треба да го третирате како ист со вас, независно на неговото образование, независно на неговата етничка или верска припадност. Секој треба да биде третиран еднакво. Еднаков со мене, еднаков со вас, еднаков со сите. И кога ние разговаравме со него, го прашавме колку го сака првото дете, колку му вреди првото дете. И тој рече дека би дал се за него. А колку вреди четвртото дете? Исто, сите 4 деца подеднакво вредат. И кога го прашавме, а што е со 5-то дете, колку вам ви вреди 5-то дете? И тој се свести, па мене ми вреди исто колку што ми вреди и првото дете. И кога всушност го виде моделот на бебето, како изгледа, неговата сопруга, мислам дека беше веќе во 10-та недела од бременоста, а токму вака изгледа 10-неделно бебе, при самата, значи, во моментот кога треба таа интервенција да се изврши при самиот абортус. И кога тој виде дека ова бебе е само една помала верзија од она бебе кој што ќе се роди, свати дека некој овде нешто го излажал, дека не е само парче ткиво, дека сепак тој како татко треба да се бори за своето дете и вреди да се бори за своето дете. Затоа што и 5-то дете ќе биде подеднакво сакана како и првото, второто, третото и четвртото. И во тој момент, прво тој што се исплаши, затоа што сепак се наоѓаат во незавидна финансиска ситуација, се исплаши дали парите ќе му бидат вратени, затоа што не сакаше да абортира. Тие веќе беа решени дека нема да абортираат, дека ќе си го задржат и 5-то дете. Нормално болницата е должна да им ги врати парите, затоа што нема да се случи интервенција. Ги добија парите назад. Денеска Марија, така ние ја нарековме Марија, има, мислам, 2,5 години или 1,5 година и е едно весело девојче кое што ги засмејува и братчињата и сестричката. И навистина тоа семејство е среќно сега со уште едно дете. Воопшто не ме гајле средината што ќе рече. Така е, не може средината да го планира семејството на другите и она што ќе каже. Ајде да зборуваме и малку за она што вие како организација го спроведувате. Значи вашата организација пред се совети дава на луѓе на кои што им е потребно, делува поткрепувачки информативно. Но вие одржувате трибини на кои што информирате на кој начин, на пример, мајките да внимават на исхраната на дечињата, да им се зголеми имунитетот и малку повеќе да зборуваме и за овие активности и луѓето дека можат да ги следат истите активности и многу да научат од самото тоа. Токму така. Иако првичната цел со која што го започнавме центарот беше пред се советување за непланирана бременост, свативме дека нашите мајки сакаат да одржуваат контакт со нас и ние навистина сме пресреќни поради тоа, но понекогаш доколку се работи за млади мајки, кои што се по прв пат мајки, сваќаат дека не знаат како да се справат со своето бебе. Всушност испаѓа дека тоа мало бебе ги контролира сите дома. Не може да се воспостави ред. Се јаде кога на бебето му се јаде, се спие кога на бебето му се спие. Никако не може да му ставате ред на јадење и на спиење на малото бебе. И решивме како центар да собереме и поголема екипа на луѓе околу нас, кои што ќе може токму тоа да им го понудат и на нашите мајки, но не само на нив, туку и на околината во која што работиме.
Конкретно пред 2-3 недели имавме предавање овде во општина Штип за одговорното родителство како предизвик на современото живење. Затоа што ние имаме родители, кои што се млади родители, израснати во комунистички систем, каде што биле премногу строго држани, премногу строго воспитувани, па само затоа што не им се допаѓал методот на воспитување на нивните родители, сега одлучуваат на своите деца да им буквално да им дадат се и се што. И со тоа воопшто не им прават услуга на своите деца, затоа што секое дете тежно е да има ред и дисциплина. Можеби нема да ви го покаже тоа, но тоа сака да има ред, сака да знае кога и што треба да прави. А ние како родители им дозволуваме, можеби затоа што сме уморни, ненаспани, нерасположени, па им дозволуваме да прават што сакаат и подоцна кога ќе навлеза во тинејџерски години, сваќаме дека сме направиле грешка во минатото што можеби понекогаш не сме ги не казниле строго, но да речеме сме ги пратиле во ќоше на 5 минути да размислат за работата што ја направил. Ако вие на детето му кажете еднаш не, 2 пати не, 3 пат не, и на крајот вие попуштите, вие не му правите услуга на тоа дете. Тоа дете ќе научи вас да ве манипулира. Да. И со вас ќе си игра како што ќе сака. И во овој случај, кој е родителот овде? Кој е возрастниот? Дали вие или вашето дете? Како треба да се справите со тоа? Треба да се воспостави ред дома, да се знае кој е родител, да се знае кој е детето. И понекогаш не е само на детето да му дозволите да прави што сака. Вие треба да ставите граници. Тоа дете ќе се обида да ги турка тие граници. Ама вие сте тие што треба да одлучите до каде ќе одат вашите деца. Или пак ако станува збор за хранење, па не сака да јаде зеленчук. Добро, ајде ќе го задоволиме со чоколада. Па не сака да јаде овошје. Добро, ќе му дадеме чоколада. Па не сака да пие свежо цедени сокови. Добро, ќе му купиме вештачки сокови. Кој овде одлучува? Вие одлучувате или вашето дете одлучува? Сепак вие сте тој што треба да воспоставите ред во вашето семејство и во животот на вашето дете за почеток. А има начин. Секако дека има начин. Можеби ние не сакаме да го признаеме тоа, или онака кога ќе не погледа со тие убави очи, нежни очи, па се топиме и веднаш забораваме дека сме требале да го казниме или дека сме требале да го натераме да јаде зеленчук, а сепак се измолило за парче чоколада, па сме се смилувале, па ајде денес, нема утре да се повтори, а сепак ќе се повтори и утре и задутре и така секој ден и на крајот имаме деца кои што навистина се разгалени. Не сакаат да јадат ништо. Само се хранат со нездрава храна. Или само идат баба и дедо да ми помогнат, затоа што знаат дека ако мама и тато не дозволуваат нешто, баба и дедо нормално ќе ми го дадат тоа, затоа што јас сум внуче, по они мене ме сакаат. И нормално децата учат да манипулираат. А вие, например, не треба да им го дозволите тоа. И како центар ја свативме таа потреба на родителите да им помогнеме, да им кажеме дека сепак можат да го направат тоа, колку и да се плашат од нивните деца, мораме да ги потсетиме дека тие се родителите во семејството, а нивните деца се децата кои што треба да бидат послушни и затоа организираме такви трибини, организираме предавања кои што ќе им помогнат не само на нашите родители, туку и на родителите на нивни пријатели, на луѓе од околината, од други градови, а понекогаш дури и самите тие едни на други може да си помогнат затоа што ќе разговараат за проблемите со кои што се соочуваат и можеби ќе се најдат во слична ситуација, па еден на друг ќе си помогнат како излез нашле од таа ситуација. И да вашето искуство вели дека не само оние девојки кои што имале односи со партнер кој што можеби има веќе друго семејство или можеби не се во врска, не има сериозна врска, туку и веќе луѓе кои што имаат створено семејство, имаат и своји деца, се одлучуваат, размислуваат пред се за абортус. Значи, имаме и таква ситуација денес. Да, имаме ние самохрани мајки кои што можеби се уште контактираат со таткото на детето и нормално детето треба да знае кој е неговиот татко. Доколку сака да комуницира со него, тоа е сосема во ред. Но тие девојки одлучиле да се спротивстават на притисокот, да се спротивстават на околината, па дури понекогаш и на нивните семејства и да се одлучат да бидат самохрани мајки. Се случувало девојки воопшто да не кажуваат кој е таткото на бебето и нормално тоа
Тоа е нивна одлука, тоа е за почитување, можеби кога ќе дојде време тие самите ќе му го соопштат тоа на нивното дете. Но самата околина треба да престане да ги осудува тие девојки само затоа што одлучиле да бидат самохрани мајки. Можеби се случило само една вечер, останала непланирано бремена. Не мора да значи дека се работи за вонбрачна врска, не мора да значи дека е долга врска, па таткото одлучил воопшто, сега откако дознал дека ќе стане татко, одлучил воопшто да не контактира со неговата сега веќе поранешна девојка, воопшто да не контактира со своето дете. Но имаме и ситуации каде што девојки кои што останале непланирано бремени, не може да се грижат за своите деца, се одлучиле тие деца да ги дадат на посвојување. Затоа е што според нив веруваат дека тоа е вистинската одлука што ја носат и ние ги поддржуваме во таа одлука и сваќаат дека можеби она што тие не можат да му го овозможат на своето дете, постои семејство во Македонија кое што ќе го згрижи тоа дете, ќе го посвои и ќе му ја даде љубовта и ќе му даде живот кој што неговата мајка мисли дека не може да му го даде. Но знае дека тоа дете ќе донесе благослов на тоа семејство. Некое семејство кое што не може да има сопствени деца, сега ќе се радува на ова дете, кое што ќе го сака како свое, и таа мајка, иако не го носела 9 месеци во својата утроба, сепак тоа дете е дел од нејзиното срце. Можеби не било под нејзиното срце, сега е дел од нејзиното срце. Интересно е тоа што вие како организација изработувате повеќе брошури, можете да понудите и книгата "Ете зошто право на живот" и за оние кои што не се во таква ситуација, но може со самото тоа што ќе го прочитаат да дадат совет некому друг или во иднина тоа да им затреба. Каде се може да се најдат овие брошури, книгата и на кој начин може да ви исконтактираат сите заинтересирани покрај оние што сакаат да се обратат за помош, но и оние кои што сакаат малку повеќе да дознаат и да направат еден ваков поучен разговор. Да. Во моментов имаме два центри, овде во Штип и во Скопје. Во Штип центарот се наоѓа на едносмерната, како вие штипјани милувате да кажете. Веднаш Карши Намата, а во Скопје центарот се наоѓа Карши Рекорд во строгиот центар на Скопје, на Димитрија Чуповски. Нашите телефони се достапни и на нашата Facebook страна Лидија Срце што чука, на нашата веб страна lidia.com.mk, може слободно да не контактираат. Се случува дури да ни пишуваат на Facebook затоа што не сакаат да дојдат лично да разговараат со нас, но и ние го почитуваме тоа нормално, па преку Facebook комуницираме или преку имейл, или пак се случува да ни се јават по телефон, да сакаат да разговараат со нас, а да не сакаат да дојдат во центарот, нормално тоа е сепак нивна одлука и ние ќе им го пружиме истото она што ќе го пружиме и кога станува збор за лице во лице разговор. Конкретно за книгата "Зошто право на живот", нормално можат во нашите два центра да ја најдат или пак може да не контактираат, па ќе најдеме начин како да им ја доставиме до нив. Поголемиот дел од брошурите што ние ги имаме направено до сега и испринтано, може да ги најдат на нашата веб страна lidia.com.mk, од таму да ги симнат, да ги прочитаат или пак конкретно на самата страна може да најдат многу повеќе информации од ова што сега јас го споделив со вас, да се информираат, да контактираат и можеби конкретно со тоа што ќе го научат да помогнат некому да донесе вистинска одлука за живот. Ето овој разговор ќе го завршиме со овие прекрасни фотографии. Јас верувам дека ќе можеме да ги регистрираме со нашата камера, да покажеме дека можеме да дозволиме нечие срце да чука, на вистина да го овозможиме животот. И верувам дека и кај вас ќе предизвикаат овие фотографии радост, како што се радост во домовите во кои што живеат овие дечиња. Ова се Лука и Лидија, нашите близначиња. Сега многу поголеми од што се на сликата. Ова ни е Јана. Ова ни е Павла. Ова е Кристина. Ова е нашето прво бебе Божидар. Затоа што навистина е Божидар. Навистина е Божидар. И ова пресладко девојче е Марија. Марија е петото дете во семејството, приказното што пред малку ја раскажував. Навистина е импресивно да се разговара дека
преку разговор може да се најде решение, а може и да се најде помош, како што рековме дека вашата организација знае да помогне и помага колку што е во можност и со онаа подкрепа и понатаму како да се развиваат децата, како да им се помогне на децата, но и во оние материјални работи кои што се потребни, пеглени, колички. А можете и вие да помогнете, драги гледачи. Јас овде ви благодарам за вашето присуство. Се надевам дека ќе помогнеме, пред се да ги информиравме нашите гледачи, но и помогнавме на некому кој што сака да направи еден ваков разговор, дека има луѓе, има советници, има лица кои што тоа го работат не заради тоа што тоа им е професија или работа, туку заради тоа што сакаат да помогнат во животот. Токму така. Кај нас сите советници навистина си е исто и јас, сите си ја сакаме нашата работа и секогаш кога една жена ќе ни се јави дека донела одлука за живот, ние се навистина се радуваме со неј. Така, ви благодарам за вашето присуство. Благодарам и на вас. Вам, драги гледачи, ви благодарам за вашето внимание. Не заборавајте, повторно се гледаме за неколку часа, поточно во 20 часа, терминот за централниот дневник. До тогаш, пријатно.